Вчера попладне во полициската станица Тетово приведен е и задржан 40-годишен жител на Добарце, времено вработен во странство. Во неговата куќа и помошни простории при извршен претрес, во една од собите пронајдена е автоматска пушка од кинеско производство и две рамки со по 26 куршуми калибар 7,62 мм. Пронајденото оружје и муниција е подигнато. Фотодокументирано и крим технички ќе се обработува, а сопственикот денеска ќе биде изведен пред судија во претходна постапка на Основниот суд Тетово. Полициски службеници на секторот за внатрешни работи Тетово во местноста Пеленица, во атарот на село Седларево, на 3 одделни локации вчера пронашле вкупно 56 метри буково огревно дрво, подготвени за транспортирање. Местото каде биле пресечени дрвата е фотодокументирано, додека на друга локација во непосредна близина бил затекнат 39 годишен жител на селото кој со две магарења пренесувал половина кубен метар бесправно пресечени букови дрва. Кај него се пронајдени и одземени 2 секири. Приведен е и ќе се соочи со соодветна пријава. Пронајдените дрва во рамките на оперативната акција Гора се обезбедени. Увид се врши денеска, пошто ќе му бидат предадени на јавното претпријатие Македонски шуми. Вчера вечер околу 20 часот и 30 минути на автопатот Гостивар Тетово во близина на Тумчевишката клучка. Патничко возило Volkswagen Бора со тетовски регистарски таблици што го управувал 47 годишен жител на Горно Седларце загубило контрола и излетало од коловозот. Од излетувањето возачот задобил тешки телесни повреди и по укажаната лекарска помош во Тетовската клиничка болница пренесена на скопските клиники. Излетување од пат имало и во Долно Палчиште, при тоа патничко возило БМВ со тетовски таблици управувано од 25 годишно момче удрило во бетонски зид од куќа. Возачот задобил телесни повреди, пренесен е во Тетовската клиничка болница, укажана му е помош и пуштен е на домашно лекување. Првично, причина за оваа незгода е неприлагодена брзина, а материјалната штета се проценува на 100.000 денари.